Со голем црковно-народен собир и со прикажување на традиционалните обичаи и традиции, вчера беше одбележан празникот Свети Ѓорѓи Победоносец, чие име го носи истоимената црква на падините на Жеден во непосредна близина на селото, а чие возобновување е во тек. Во неа неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски, господин Јосиф, во сослужение на свештенослужители од Тетовското архиерејско наместништво, го изврши чинот мал водосвет. Потоа беа благословени и прережани кумските колачи, што според обичаите на туденчани ги подготвуваат повеќе на кумови. Лебот, пчелицата и виното со Твојот свет дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Ти го принесуваме дар, Христе Боже, во слава и чест на светиот великомаченик Ѓорѓи, прими го Твојот свет над небесен и мисловен Твој жртвеник. Амин. На Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Амин. Святи мученици, же добре страдачество ваше, и венчаше ся, молите ся ко Господу, помилувај. Беседа за светецот произнесе митрополитот господин Јосиф. Нека е честито и благословено за многу години да е празникот. Светиот Ѓорѓи Победоносец нека биде ваш молитвен заштитник и застапник пред престолот Божи. Навистина за секоја пофалба на жителите на ова населено место за овој храбар потек што се решили да возобноват ваков древен храм. Храм кој што навистина наликува на гората Тавор, она евангелско четиво во Светото Евангелие, каде што Петар, Јаков и Јован му велат на Христос: Господи, добро ни е да бидеме овде, да направиме 3 седмици. Навистина кога тргнав за навака, искачувајќи се со колата нагоре, го имав тоа чувство дека навистина се искачуваме на едно место, на една висина, толку како Таворската гора. Навистина благодатно место, бидејќи навистина имало древен храм, храм на крајот на 3 век, како што дознав доваѓајќи навака, а жителите на ова населено место се нафатиле да го возобноват. Тоа е голем благослов за ова населено место. Господ да ги благослови и ги охрабрувам дека почесто ќе доаѓам тука, ќе бидам покрај вас, колку што можеме и духовниот храм да го издигнеме покрај овој што е видлив, да го имаме и оној храм кој што треба секогаш да го носиме во нашето срце. Господ да ве благослови и за многу години да не празни. На црковно-народниот собир покрај жители од Туденце, Јегуновце, од Тетово и од повеќе други места присуствуваа градоначалникот на општина Јегуновце Тони Коцески, председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово Горан Манојловски и други. Возобновувањето на црквата, која е една од најстарите православни светилишта во Тетовско-Гостиварската епархија, се врши со донации од граѓаните на Туденце, како и од други населени места и од диаспората. Според своите можности, финансиски средства или материјали, донирале и неколкумина граѓани од муслиманска вероисповед. Присутните, особено жителите од Туденце, кои помасовно присуствуваа на овој црковно-народен собир на падините на Жеден, беа задоволни и радосни што продолжуваат вековните обичаи и традиции, празникот Свети Ѓорѓи Победоносец да се одбележува на ова свето место. Ваше високо преосвештенство, вие сте еве на овие височини на планината Жеден и вие сте радосни со вашите свештенослужители. Навистина ме представува голема радост, како што сите приметуваат, што сум денеска тука покрај жителите на Туденце, во овој убав храм, кој што навистина храбар потек на оваа висина да се возобнови храм кој што е при крајот на 3 век направен. Ги охрабрувам и понатаму да продолжат со оваа голема иницијатива. Јас ќе бидам почесто тука, бидејќи навистина местото е прекрасно да има манастир на ова место, како што спомнав и во мојата беседа. Навликува буквално како евангелското четиво, каде што Христос е на гората Тавор, каде што апостолите рекле: Господи, добро ни е овде, добро ни е да бидеме овде, да направиме 3 седмици. Навистина ова е свето место, овдека се осеќа дека диши Светиот Дух, така да онамо каде што е светоста, не може да се сокрие светлина која што се наоѓа на врв планина. Во оваа прилика ја искористувам благодарност на сите жители кои што ја помогнаа изградбата на овој
овој храм. Има уште доста работа, благодарност до нашите иселеници во диаспората, кои што помагаат. Навистина ова е нивна родна грудка, така да кои ќе дојдат со радост, ќе го посетат овој храм изграден и да ги каниме за осветување кога ќе дојде моментот. Господа ве благослови за многу години да е денешниот празник. Свети Ѓорѓе на помаш. Работите околу возобновување на црквата брзо напредуваат, затоа што голем придонес дадоа и нашинците од диаспората, изјави председателот на црковниот одбор. Јас сум Душо Крстовски, председател на иницијативниот одбор. Па пред се благодарам за сите, значи што присуствува на овој денешен наш свет ден. Пред се мислам дека и душа и срце се исполнува кога ќе види на едно место сплотени верници, тоест денеска пред манастирот Свети Ѓорѓија, кој што моментално е во доизградба. Мислим нема зборови не може да се опишат за овој момент, пошто оние моменти кога почињаваме мислиме дека не можеме да успееме, имало Господ. Значи работите се одвиваат по тој континуитет како што ни беа предвидени. Малку не сакаме да убрзаме работата, пошто манастир не сака за една година. Еве и вие сте радосни, горди и среќни. Да, многу сум радосен и среќен, значи како стар кум, сега значи голема чест ми беше задоволство, значи Свети Ѓорѓија во мојот дом донесе значи многу здравје, среќа и успех. Значи многу сум благодарен. Јас сум Милко Коцевски, исто член на иницијативниот одбор за изградба на манастирот. Голем поздрав до сите тука присутни и до иселениците кои што највише тие помогнаа за оваа изградба на овој манастир. Сите придонесоа на некој начин да се изгради овој манастир. Значи, од местното население и селениците, други, значи кои што не се од тука, значи од Скопје и од другите градови, благодарност голема до сите нив. Па пред себе се благодарам до сите, до сега што ни помагаат и ни помагаат и материјално и морално и секако. Значи нашата обврска беше да почнеме да работиме и мислам дека ќе успееме да завршиме цело. Значи пред се благодарам до сите. Би се благодарам на вашата телевизија КИС, пошто од самиот почеток на кога се отворија темелите на овој манастирски храм до денеска, значи во секоја прилика ни прелегува ни пренесуваат информациите во секоја прилика. Значи тука и во диаспората. Значи преку вашата телевизија нашите може да слушат не секаде во светот. Ете поздрав до нашинците во диаспората и тие ќе се радуваат, иако не се тука присутни, меѓутоа преку интернетот тие се сепак во тек. Да, во секој случај, значи пред се благодарам за сите. Празникот посветен на Свети великомаченик Ѓорѓе Победоносец продолжи во Туденце, каде во трпезаријата на црквата за сите присутни беше приредена братско-сестринска трпеза која ја благослови митрополитот на Тетовско-гостиварската епархија господин Јосиф.